За жал, би рекол, сагата е веќе завршена и сме предадени. За жал, затоа што реално не можеме, не можам ниту јас, ниту уште, не знам, десетина истомисленици како мене, за нешто да поголемо или повеќе да направиме од тоа што веќе направивме. За жал, гледаме како функционира. Не знам колку гледачите се запознаени со случајот. Вие го создадовте реално. Значи во тој објект се работи за објект во Стара Чаршија. Во тој објект порано функционираше одредено кино Напредок, кое што кино беше кино со филмови за возрастни, за плюс 18 години, и токму затоа имаше иницијатива за тоа кино да не функционира во Стара Чаршија, во еден таков дел на градот, туку наместо кино да се направи нешто друго. И тогаш, значи, сега ја враќам приказната од 99-та година, нешто што започна како еден мал проект за деца, за театар за деца за време на кризата со бегалците од Косово, прерасна потоа во еден многу поголем проект и се создаде детски театарски центар. Тој детски театарски центар потоа го превзеде објектот на поранешно кино Напредок и потоа се инвестираше во тој објект, за тој објект да биде тоа што е денес. За потоа во 2019 година, односно во тој детски театарски центар, кој што не беше основан од моја страна, но подоцна јас се приклучив и во различни функции за на крај да бидам и извршен директор на детски театарски центар. За подоцна во моје време да покренам иницијатива за да се оформи национална установа Албански театар за деца и млади Скопје. Нешто што не постоеше во Македонија, за жал, нешто што веројатно би било најдобро да се случеше многу години порано, но ете, во 2019 дојдовме до тоа решение, на седница на влада се оформи, се даде согласност да се оформи тој театар, и потоа 2020 година тој театар се оформи во истиот објект, во истата зграда на детски театарски центар. И со тоа објектот помина во надлежност на Национална установа Албански театар за деца и млади Скопје, и со тоа и самиот објект стана објект од национален интерес. За подоцна да тој објект да се денационализира противзаконски и да тој објект се додели на исламска верска заедница, на муфтиството во Скопје. Што од една страна изгледа како да виновници се ИВЗ, но реално тие не се виновници, затоа што претпоставувам дека тие имале некаков документ, имале некаква основа за да го побараат тој објект. Но и во случај да имале добра основа да го побараат тој објект, во случај кога објектот станува од национален интерес, тогаш и самиот закон вели дека тој објект не може да се додели, туку се доделува соодветно надоместување за тој објект, односно за вредноста на тој имот. И тоа се прави или со друг државен имот, или со државни акции и слично. Тоа е веќе стварна договор помеѓу државата и странката, во овој случај ИВЗ. И сега, зошто тоа не е направено е навистина нејасно, и тоа дава уште, не знам, низа можни шпекулации за чиви интереси се тука, кои се засегнатите страни, па и така натака и така натака. Али не сакајќи да влегувам во такви шпекулации, оставам за секој нормален човек сам да може да свати што тука можело да биде договор и стварна договор и така натака. Но штетата што е нанесена е штета за сите граѓани на Македонија. Тоа е штета особено за децата и особено за децата албанци, затоа што албански театар за деца и млади не постои друг во Македонија
И идејата за да се оформи тој театар беше токму тоа, за да може да има установа, национална установа, која што ќе црпи национален буџет и која што ќе биде од национален интерес, за со своите можности тој театар да може да го покрие, да ја покрие цела Македонија. И во времето кога јас бев директор на тој театар, предвидував турнеи низ цела Македонија, затоа што особено кога се работи за само еден театар од таков вид во цела Македонија, е неблагодарно да тие представи се играат само во Стара Чаша, односно само во Скопје, и другите деца да бидат лишени од едно такво фундаментално човечко право. Па затоа идејата беше за тој театар да биде што е можно помобилен и представите да бидат такви, за да може да се представите да се играат во Тетово, во Гостивар, во Дебар, во Струга и така натака, а исто така да се играат и по рурални средини, особено кај тие деца кои што се од најранлива категорија, со кои што сум имал прилика да дојдам во контакт до нив и да видам дека тие стигаат до не знам, до 5-то, до 6-то, 7-то оделение, а при тоа никогаш не биле во театар и никогаш не погледнале театарска представа и не знаат што точно тоа значи, што е навистина жалосно и што евентуално дава и одговор на првото прашање каква е состојбата на театрите во Македонија. И за жал таква е состојбата. И од друга страна, тогаш покренавме иницијатива, но повеќе од протест, повеќе од кревање на глас за овој проблем, јас како поединец не можам ништо повеќе да направам. А во моментот дали, извини што прекинав, дали во моментот функционира театарот и како функционира? Театарот функционира и театарот ќе продолжи да функционира, затоа што ако одземете објект на театар, вие не сте го одзеле театарот, сте го одзеле само објектот на театар. Така да театарот ќе продолжи да функционира, али како и каде е веќе друго прашање. Така да за сега театарот функционира, но ако ме прашате која е адресата на театарот, ја не би знал да ви кажам. Тој за сега функционира се уште во тој истиот објект, кој што објект е веќе преден на власништво на ИВЗ. Сметките таму доаѓаат на име на ИВЗ и се случува таму на име на ИВЗ. И така да испаѓа дека сега тие кои што сакаа да го земат театарот и на тие на кои што им беше доделен, односно не театарот, објектот, театарскиот објект, на тие на кои што им беше доделен театарскиот објект за други, претпоставувам, интереси, сега тие стануваат некој вид на мецена на театарот, поради сета галама која што се крена и за да немаат таква нека лоша репутација дека тие бркаат театар и дека тие се против театар и така натака. Што верувам дека и нивната цел не е тоа. Сега тие се ставени во ситуација да го подржуваат театарот, да ги плаќаат сметките на театарот. Секој е лошо за добро. Да, веројатно да. И нели на почеток се излетуваше и со такви изјави од типот на дека театарските представи би требало да бидат во согласност со исламски начела и така натака, што не знам што тоа значи реално, иако јас сум муслиман, не знам што точно тоа значи. Да бидат може и по-конзервативни, ама за детскува се работи. Па ја не мислам дека исламот е конзервативна религија, така да и тоа не мислам, и ова мислење не е мое лично мислење, туку мислење и на многу други, и има и соодветна литература за ова, така да не е исламот воопшто таква религија за да има такви ограничувања, така да не знам што точно тоа значи, но претпоставам тоа е една не доволно промислена изјава и изјава од луѓе кои што не го познаваат доволно театарот, па затоа дојде до една таква недобра изјава, би рекол.